Добро вечер во второто издание на неделниот дневник на Канал Плюс телевизија. Во него ретроспектива на дел од настаните од изминатава недела. Иве дел од нив. годишно момче од Кочани загина, со патничката се бори за живот. Страот на сообраќајна несреќа на патот Кочани Зрновци. Сајмот за вработување во Кочани резултираше со понуда на работни места од 22 компании од Кочанскиот и Виничкиот регион. Најбарани се техничките кадри. Околу 300.000 евра стојат на располагање на општините од источниот регион за издржани проекти кои ќе се реализираат со партнерски општини од Бугарија. Трагедија се случи во Кочани. 24 годишниот МП го загуби животот при сообраќајна несреќа која се случила околу 2 часа од пополноќ на локалниот пат Кочани село Градовци. Од засега непознати причини дошло до излетување од патот на приватно моторно возило со кочански регистерски ознаки. Во возилото со 24 годишното момче била и 18 годишна девојка БА, која се здобила со тешки телесни повреди. На лице место им била укажана медицинска помош од здравствениот дом од Кочани, каде што поради сериозноста на повредите се префрлени во клиничкиот центар во Скопје. И покрај борбата на лекарите да го спасат животот, МП им подлегнал на повредите, а девојчето е задржана на лекување со тешки телесни повреди. Истрагата е во тек. Продолжуваме со другите настани кои одбележаа минатата недела. Во понеделникот во Штип, Агенцијата за вработување на Република Македонија имаше отворен ден. Генералниот директор имаше средба со невработените лица и работодавачите, ги слушна нивните барања и им ги појасни новите мерки за вработување и самовработување. Средбите со невработените лица директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски ги користи за информирање во однос на тоа дали агенцијата е на вистинскиот пат со оперативните мерки и планови за вработување, а со собствениците на компаниите да разговара за тоа што им е потребно да најдат соодветен работен персонал. Бевти во други градови, што вела таму? Па, буквално јас ги предизвикувам сите оние што доаѓаат да ни искритикуваат, да видиме што сме погрешиле, бидејќи само така ќе знаеме што грешиме, што треба да се поправи. Во сите други градови беше околу неможноста за вработување на постари лица, кој што реков дека со текот на времето тоа се случи во Штип, во Кавадаци, каде што се потроши сите оние на расположив млад кадар и почна да вработува лица и во посериозни години, бидејќи и луѓето во посериозни години се добри работници, само им треба добра стимулација, добра мотивација и тие ќе дадат многу повеќе од себе отколку младите. Таков е случајот со 57 годишниот Венцо Апостоловски, кој од 1993 година е евидентиран како невработено лице во Агенцијата за вработување во Штип. Имате работено за сега некаде? Имам. Каде? Имам рудник управиштет. Последниот пат. И после не опуштијан и од тога таму нема никакви дистинции. И што е оно што ве интересира, што ќе го прашате директор? Било што да таму се најде работа. Било што би работеле и 23 годишната Сибела Аџан Шакирова и 26 годишната Рахела Шакирова. За каква работа сте заинтересирани? Секаква. Не е битно работа да е. Би го прашале кај можеме да се вработиме и кои услови така нешто. А за каква работа сте заинтересирани? Па исто за секаква работа која било, работа да е. За работодавачите учествуваат во обука на лица кои подоцна би добиле постојано вработување. Користив во програмата за фасадери, значи обука од 3 месеци и сега треба да полагат за лиценцирани фасадери. И колку сте задоволни од мерките? Па задоволна сум, за сега сум задоволна. Првото што беше преку Заводот за вработување, значи имаше 8 учесници, значи тие беа редовни, целата програма редовно се посетуваше и имавме доста добри резултати, бидејќи уште во првиот круг една од ученичките веќе е задржана на работа. Поповски пред Штипјани го представи оперативниот план активни мерки и програми за 2016, во кој се вклучени и вработените лица кои имаат потреба од нова вештина и технологија, мобилност на работна сила и самовработување на лица
со инвалидитет. Покрај тоа што им даваме 5000 евра за грант за нивно вработување, војно може да вработи уште 2 дополнителни лица во нивната компанија и да го реализираат својот сон, да имаат собствена компанија, да бидат сами своји газди и да работуваат сами за себе. Интересот за оваа најнова мерка од страна на лицата со инвалидитет веќе предизвикува внимание во Штип. Досега имаме 12 лица, има и обуки да почнат веќе да се ги спремат сите потребни документи за да можеме да од дел од тие да си го оформат својот бизнис. Анализата за тоа колку владините мерки се користени од страна на невработените се врши со помош на Равенка, истакнува Поповски. Буквално сите градови ги опфаќаме. Колку што има апликации и се квалитетни, гледаме да ги опфатиме. Значи ќе намалиме таму кај што имаме повеќе, гледаме во тој град. Значи едноставно никого не ставаме на страна. Сите да добијат соодветно од колачот кој што го нуди. А во средата во Кочани се одржа саем за вработување. Ова беше можност за граѓаните и компаниите да воспостават непосреден контакт, но и да се види реалната состојба на пазарот на трудот, каде најбарани се техничките кадри. Агенцијата за вработување на Република Македонија денеска во Кочани го одржа 4-тиот саем на кој учествуваат 22 компании од Кочанско-Виничкиот регион. На саемот граѓаните имаа можност директно да се запознаат со условите кои ги нудат приватните фирми од Кочани и Виница. Саемот за вработување свечено го означи за отворен директорот Поповски, кој истакна дека ова е уште една од многуте можности граѓаните директно да стапат во контакт со повеќе приватни фирми и доколку ги исполнуваат потребните услови да се вработат. Морам да нагласам дека најбарани се техничките кадри, за кои што и ние кажуваме дека треба да се запишуваат младите на овие училишта, на овие факултети, бидејќи нема да бидат невработени, туку ќе бидат вработени. Доколку и паралелно покрај теоријата и го практикуваат тоа што го учат, ќе бидат уште поуспешни и нема да бидат воопшто невработени. Бидејќи знаеме дека веќе на факултетите сите технички кадри се веќе вработени пред завршување на факултетот. Бидејќи потребата на пазарот е голема, а бројот на оние што завршуваат е многу малку. На денешниот саем беа присутни представници од речиси сите позначени фирми од кочанското стопанство, меѓу кои на конфекцијата Алма, Текспорт, Европа 92, салонот за мебел Јумис, Ледер, Центро Бизнис, како и многу други приватни фирми од Кочани и Виница. Еве што изјавија представниците за овој проект за вработување. Имаме потреба од квалификувана работна сила. Значи нашите работници можеме да ги поделиме во две категории, значи на тапетарија и рамни површини. Можеме да истакнеме значи дека во последен период имаме интензивно зголемување на бројот на работниците. Имаме пракса значи редовно да учествуваме на вакви саеми и слични манифестации значи од овој карактер. Во моментов значи имаме потреба за повеќе типови на работни профили, меѓутоа ние сме денес за тоа тука, ќе земеме податоци информации за сите заинтересирани и соодветно на нашите понатамошни потреби ќе остваруваме дополнителни контакти со сите заинтересирани. Моментално ни е потребен кадар во струката на машинството, односно шивачки. Исто така и примаме технолози, имаме заинтересирани некои што немаат работно искуство може да пробат како рачни работници. Екопак Хит и Екопроектко, двете фирми учествуваат на саемот со цел да понудиме нови работни места, значи имаме отворени огласи постојано за економисти, за правници и за општи работници. Ова е уште една можност да се зголеми бројот на невработени во Кочани, бидејќи како што изјави директорот Поповски, искуството од претходните саеми покажуваат резултат на зголемена вработеност во општините. Австријски Текспорт, кој пред година дена ги постави темелите, во Виница го има и првото производство на опрема за пожарникари, со која се снабдуваат светските метрополи. Стотина вработени очекуваат добра заработувачка, а уште толку може да се надеваат на работа со инвестициите кои ги најавува собственикот Омбер Шнајдер. Најквалитетната опрема за пожарникари се произведува токму во Виница. Австријците наметнуваат нови високопрофесионални стандарди во работењето, кои треба да ги следат и останатите кластери од текстилната индустрија. Речиси по година дена од поставувањето на камен темелникот, Текспорт веќе го има првото производство кое излегува од рацете на стотина искусни работнички, а развиваат капацитети за 200 вработени. Денес со мини свеченост, менаџерскиот тим и вработените во присуство на представници од локалната самоуправа и локалната
бизнис заедница, се официализираше и оваа инвестиција, чија вредност е 1,5 милиони евра, но собственикот Омбер Шнајдер најави изградба на уште една производна хала, во која, како и во постоечката, приоритет е енергетската ефикасност. Со цел да се придонесе кон поголема заштита на средината, инвестиравме значајна сума во фотонапонски систем. Со тоа останува многу енергија што може да се искористи за осветлување. А исто така, по периодот на отплата на оваа енергија, не мора да плаќаме повеќе ниту денар. Моментално имаме во Пекинг саем, на кој што се изложени нашите артикли, со кој што можеме да добиеме секакви нови наши муштери. Шнајдер особено ја истакна благодарноста за поддршката од локалната самоуправа и градоначалникот Дончев, за кого овие инвестиции се значаен фактор во подобрување на општата економска слика. Овде својата екзистенција ја нашле многу луѓе како од Виница, така и од околните соседни градови. Компанијата Техспорт постави нови стандарди во делот на организацијата и работата во општина Виница. И ќе бидеме среќни доколку и другите компании го следат овој пример и ги користат стандардите што ги користи компанијата Техспорт. Инаку фирмата Техспорт во Македонија од 1997 година и вработува околу 300 луѓе, а наскоро започнува производство во нов погон во Скопје. Своји капацитети имаат и во Бугарија. Во Салцбург има вработено 65 луѓе и тука се работи на развојот на производите, продажба, логистика и администрација. Важи за висококвалитетен производител на опрема за пожарни која ги снабдува големите центри како Мадрид, Лисабон, Виена, Франкфурт, Минхен, Абу Даби и други познати метрополи ширум светот. Во понеделникот во село Таринци, општина Карбенци, беше дадена во употреба новата градинка. Капацитетот е целосно исполнет, а се размислува и за проширување на градинката. Оваа година Македонија ќе има 12 нови градинки, а за идната година во план е изградба или обнова на уште 22 градинки. Општина Карбинци е пример за една мала општина од истокот на државата која што се развива и во која се гради. Со упорноста на градоначалникот Минов и неговиот тим, денес општината доби нов и современ детски објект. Ова денес го истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, кој присуствуваше на отворањето на новата детска градинка Кокичиња во село Таринци, општина Карбинци. Големо е задоволството да се отвори една убава, модерна, современа детска градинка и во рурално населено место. Тука во општина Карбинци минатата година започнавме со изградба на еден нов објект и веќе денес го свечено го пуштаме во употреба. Станува збор за капацитет за 50 дечиња за вкупна инвестиција од околу 14 милиони денари. Министерството за труд и социјална политика учествуваше со целосно опремување на овој прекрасен објект со соодветната опрема која што е потребна. Битно е да се напомене дека од денес па натаму општина Карбинци добива собствена градинка, со собствена кујна, со собствен кадар кој што понатаму ќе има можност и да го надградува. Веќе има побарување за 70 места, така да верувам и во наредниот период заедно со градоначалникот ќе бараме начини како да се прошири постоечкиот капацитет со цел да создадеме можност да се згрижат повеќе дечиња. Ова е деветата поред градинка која е отворена годинава и која ќе го реши проблемот на згрижување на децата од неколку села во регионот. Оваа година успеавме да создадеме капацитет за околу 550 дечиња да се сместат дополнително во детските градинки. До крајот на годината очекувам да се отворат уште 4 детски градинки, со тоа да се зголеми капацитетот за плюс 250 или пак вкупно околу 800 дополнително нови места да се создадат во детските градинки. Во само неколку години Министерството за труд и социјала, сегашниот и претходниот министер отворија повеќе од 40 градинки. Во оваа градинка капацитетот е 50 деца, а веќе 70 аплицираат. Тоа е прекрасна вест и за општина Карбинци и за Источна Македонија. Денеска е историски ден за општина Карбинци, затоа што за прв пат се отвора градинката. Тоа е комплетно нова градинка со капацитет од 50 дечиња, како што кажа и претходните говорници. Ние како локална самоуправа дадовме нашиот максимум за да можеме во најбрз можен рок да ја изградиме оваа градинка и денеска со гордост сакам да најавам дека е пуштена во употреба.
Покрај општина Карбинци, наредната 2016 и Штип треба да добие нова детска градинка. Истовремено се врши изградба на нов објект и во Оризари, Кочанско и општина Делчево. Инаку, последните неколку години отворени се над 40 детски градинки и уште 25 приватни, што представува значително зголемување на постоечките капацитети за згрижување на деца во предучилишна возраст. Листа на приоритетни проекти кои ќе се финансираат од Бирото за регионален развој во средата се дефинираше во Штип. Околу 300.000 евра стојат на располагање на општините од Истокот, кои работат на издржани проекти кои ќе се реализираат со партнерски општини од Бугарија. Центарот за развој на Источниот плански регион денеска во Штип одржа работилница за презентирање на проекти кои би се реализирали идната година. 11 општини од Источниот плански регион ги представија нивните замислени проекти кои би биле од значење за развој на повеќе области за општеството. Елена Димитровска од секторот за планирање и развој на Источниот плански регион го представи проектот за уредување на туристичкиот центар Пониква. Наш предлог како општина Кочани е проекти во делот на туризмот, односно развој на туристичкиот центар Пониква. Веќе од страна на Источнопланскиот регион беа изготвени технички документации за изградба на улици и паркинзи на Пониква, понатаму проект за атмосферска и фекална канализација на Пониква и проект за поспоставување на нов жичарен систем на Пониква. Општина Штип аплицираше за повеќе проекти. Еден од нив дава акцент за фестивалот Макфест. Фестивалот Макфест, односно да планираме, да предвидиме и изведеме секако со помош на Источен плански регион еден проект фонтана, парк и плато на Макфест, каде би спроектирале една фонтана која што чиишто млазиви ќе играат по ритмот на музиката оркестарска на познати рефрени од Макфест, каде што по завршувањето на Макфест ќе се испишува победникот на плочки и претходните победници, ќе го осмислиме тоа во склад со самата фонтана и со самиот проект. И на завршната вечер овде да се доаѓа, да му се даде како еден посебна важност на победникот, да се испише неговото име, а секако и да остане во историјата, да не се заборави. За реализација на овие проекти, Источниот плански регион ќе аплицира за одобрување на средства од Бирото за регионален развој преку Министерството за локална самоуправа на Република Македонија. За наредната година на располагање се околу 300.000 евра. За наредната година тачниот износ не го знам, од прилика е околу 300.000 евра, кои што се наменети за Центарот за развој на Источниот плански регион и во рамките на тие 300.000 евра веројатно ќе бидат финансирани 5-6 проекти. До сегашната реализација, односно искористување на овие средства од Бирото е нормално 100%. Поднесени се голем број на проекти, дел од нив се финансирани и реализирани. Општините со своји проекти може да аплицираат и до други извори за финансирање, односно да се поднесуваат барања за финансирање во разните повици кои ги објавува Европската Унија во рамки на ИПА програмата. Четврток, 22 октомври, на злетовските рудари се уште не им е исплатена августовската плата, а без работен ангажман ќе останат уште намалку еден месец. Се чека старт на стечајната постапка. Градоначалникот на Пробиштип и синдикатот се оптимисти дека со стечајот ќе се најде нов инвеститор и дека работите ќе тргнат на подобро. Се уште е неизвестна состојбата на вработените во рудникот за олово и цинк Злетово. Работата во рудниците е прекината од 24 септември, а од 1 октомври вработените се во генерален штрајк. Августовската плата ја нема, помина времето и за септемвриската. На 9 овој месец скопската фирма Автотехма до Основниот суд во Штип поднесе предлог за отворање стечај врз Индоминерали и Метали Пробиштип. Судот тогаш констатира дека предлогот не е уреден и го врати на предлагачот за да го уреди во законски рок од 8 дена, што тој и го сторил. Градоначалникот на Пробиштип за Канал Плюс изјави дека состојбата е се уште загрижувачка за општината и дека се уште се бара нов инвеститор кој што ќе работи сериозно и ќе обезбеди подобри услови за работа.
Рудникот Злетово, односно компанијата Индоминерали и метали, неколку денови, односно неколку недели поред не работи. Рударите се во официјален штрајк, меѓутоа состојбата во рудникот е навистина загрижувачка за нас како општина, за мене како градоначалник, бидејќи Пробиштипе рударско градче, најголема компанија која што работи во нашата општина е рудникот. Има околу 500 луѓе кои што директно работат, меѓутоа индиректно се чувствува на целата локална економија и се надевам дека многу брзо ќе се најде решение, односно ќе најдеме нов инвеститор кој што навистина ќе работи и многу посериозно, ќе ги подобрува условите за работа, ќе ги изголемува платите на вработените, ќе го зголемува производството, со тоа ќе дава еден поголем придонес во локалниот развој. Инаку обврските кои ги има концесионерот за плаќање на придонеси повеќе од една година се неплатени и кон општината и кон државата. Како што изјави градоначалникот Тони Тоневски, рудникот е една од најголемите фирми во Пробиштип со најголем број на вработени и со најголеми плати, а моменталната ситуација придонесува за сериозно нарушување во целиот локален економски развој на општината. Во неделната ретроспектива се навраќаме и на актуелностите во Зрновци, најмалата општина на истокот. Локалната власт посветува големо внимание на комуналното уредување на населените места, но работи и на зачувување на природните реткости на Зрновскиот регион. Иако мала општина по број, општина Зрновци со реализираните проекти успева да се вброи меѓу ретките општини кои му посветуваат посебно внимание на комуналното уредување во општината, заштитата на природните реткости со кои располага Зрновскиот крај, како и енергетската ефикасност на постојната зграда во која се сместени службите на општината. Преку програмата за зачување на природата, општина Зрновци доби средства преку секретаријатот на Швајцарската конфедерација, средства за опремување на еден кабинет за млади истражувачи, што значи тука овие млади истражувачи ќе се грижаат за растителната разновидност низ општина Зрновци. Преку проект на швајцарската влада, при крај се работите на изработката на нова термофасада на општинската зграда, со што енергетската ефикасност ќе биде поголема, а со тоа и заштедата на електрична енергија исто така ќе биде поголема. При тоа дојде до промена на прозорите, со обзир на тоа што сите овие прозори беа од многу поодамна, се работеше за обични прозори кои што беа поприлично искривени, така да навистина топлинската енергија знаеше да се губи во текот на зимото, така да сега со овие енергетско ефикасни прозори и со изградбата на термофасадата очекувам дека навистина општина Зрновци ќе заштедиме во енергијата. Меѓутоа исто така дојде и до разубавување на самата општинска зграда, со обзир на тоа што ова е зграда од 50-тите години, така да навистина ова беше вистински момент за да се смени ликот на општинската зграда. Овде се работи за средства од 1 милион денара, од кои што општината учествува со 300.000 денари, а останатите средства се преку швајцарската влада. Со средства од 1 милион и 400.000 денари од буџетот на општината, од кој ќе се прифати и атмосферската вода. Еден ден пред самитот во Брисел и малку порано од планираното, во Германија стапи на сила новиот пакет законски мерки за правото за стекнување азил во земјата, што меѓу другото предвидува и луѓето од Балканот да добиваат легални можности за наоѓање работа. На лицата од Босна и Херцеговина, Македонија, Србија, Косово, Албанија и Црна Гора треба да им се даде шанса за легална миграција и за работа во Германија, наведуваат германските медиуми, представувајќи го пакетот нови законски решенија, чија цел е совладување на бегалската криза. Синоќа околу 22 часот протестите на црногорската опозиција се претворија во немири и повеќе инциденти беа регистрирани. Приведен е еден од лидерите на опозицијата, Андрија Мандич, а председателот на парламентот, Ранко Кривокапич, свика за денес состанок. Утринава во Подгорица е мирно и засега нема најави за нови протести. Се очекува денес да се одржи состанок на колегиумот на парламентот на кој се повикани и представници на опозицијата. Протестите
протестите пред зградата на парламентот синоќа почнаа откако полицијата не го прифати барањето на лидерите на опозицијскиот фронт да ги пушти нивните представници да влезат во зградата. Аргентинците денес излегуваат на председателски избори за да го изберат председателот кој по 12 години ќе стави крај на владењето на брачната династија Киршнер, покојниот Нестор од 2003 до 2007 година и неговата вдовица и наследничка на должност Кристине Фернандес де Киршнер од 2007 до 2015 година. Дена игра денес заврши 41-то Балканско првенство во пинг-понг, каде за прв пат домаќин беше градот Штип, а надпреварите се играа во спортскиот центар Јурдан Јалков. Иако не постигнаа добри резултати, сепак младите пинг-понгари на македонската репрезентација и во машка и во женска конкуренција покажаа одлична игра. Репрезентацијата на Романија во машка и женска конкуренција се балкански шампиони во пинг-понг во машка. Второ место освои Србија, а трето место Турција. Во женска пак второ место Босна и Херцеговина и трето Србија. Финалните надпревари се одиграа денес, а свечено беа доделени медалите. Овде завршуваме со информативното издание, а вие и понатаму останете со програмата на Канал Плюс телевизија. Имајте пријатна вечер.